биогеографската целина Маркови кули се наоѓа на тентативната листа на културното наследство на УНЕСКО. Меѓутоа, поголем број на локалитети во околните земји веќе успеале да ги направат природното и културното наследство да го спојат во една целина и да го презентираат како една синергија во природното и во културното наследство. Она што треба да се направи во иднина е тоа што треба да се направи следниот чекор, а тоа е да се спои синергијата во културното и природното наследство и ова е првиот чекор во таа насока, бидејќи изнесувајќи го културното богатство во овој регион кој што траел од преисторијата па се до денес, заедно со биогеографската целина, ќе се направи првиот чекор кој што ќе може да помогне во добивањето на еден документ со кој што ќе може да се излезе пред УНЕСКО и да се побараат овие важни за нас содржини. Важно е да се нагласи дека Европската унија во последните години многу посветува внимание на природното и културното наследство како синергија, како една целина. Управата за заштита на културното наследство во оваа година, Европска година на културното наследство, ќе ги направи сите напори во таа насока да помогне да влезе на тентативната листа како целина. Мислам дека тоа е првиот чекор. Тентативната листа е првиот чекор, меѓутоа дека локалитетот заслужува како природно и културно наследство да се најде на листата на светското културно наследство. Маркови кули е светска раритетна појава. Има и такви појави на друго место во светот, меѓутоа ова е една од највпечатливите во светот. Од тие причини, уште во јуни 2004 година е ставено на привремената листа на УНЕСКО како светско природно наследство. Еве, без малку поминуваат 15 години, меѓутоа од тогаш до сега не сме направиле ништо во тој поглед да Маркови кули стане и на официјалната листа како светско природно наследство. На вака мал простор, така мноштво на голем број појави, релјефни форми, така наречен денудацијски релјеф, во светот се забележуваат на малку локалитети. Едно од нив е Кападокија, светски познатата Кападокија во централниот дел на Турција. Кападокија во годината посетуваат 4 милиони туристи. Не знам колку Маркови кули годишно го посетуваат, веројатно 1000 до 2-3000 луѓе. Меѓутоа, ако би била на официјалната листа како светско природно наследство, Маркови кули би имала гости од странство како што има Охридското езеро во една сезона. Најнепосредната цел на оваа конференција ќе биде публикувањето на рефератите во научното списание на Институтот за старословенска култура 47/2. Тоа е меѓународно научно списание што го издава Институтот за старословенска култура. И со тоа добиваме на некој начин писмен доказ за научната верификација на овие вредности за кои зборуваме, а во практично смисла тоа значи дека ќе ни помогне да го заокружиме планот за управување со биогеографската целина, што во суштина е устав на просторот, на заштитениот простор. И второто ни дава основа за подготвување на досие за номинација на постојаната листа на УНЕСКО. Веројатно знаете дека покрај Охридскиот регион единствено Маркови кули се наоѓа на листата на УНЕСКО од Република Македонија. Значи немаме други вредности на нашиот простор, независно што за себе ние мислиме. Така што со ова постапка рачунаме за скоро време да добиеме верификација за отпочнување на постапката за постојаната листа на УНЕСКО, тоа значи влегување во системот на исклучителните природни и културни содржини во светот.